Почитувани гледачи, добро утро во Утински печат. Стандардните содржини се Маса, петочно издание, но како и секој друг обичен ден, најпрви Дејан Андоновиќ. Дејан, добро утро. Добро утро. Како заврши преговори или разговорите во Брисел? Се уште има изјави од Вучич и од Курти кои што внесено оптимистички. Па сите си ја разбра со средбата и разговорите, да. Желба да соработка, но не име прв пат да изјавуваат. Па ја имам друг впечаток. Ја имам впечаток дека им беше нужно зло вчера да отидат, бидејќи големи се недоразбирањата и изјавите пред да отидат на таа средба. Курти не сакаше да оди во Брисел, Вучич не сакаше да оди во Брисел, некако се собра отидоа, но се ги Вучич го задржал на негово најава дека нема да се сретне со директно на Маса со Курти, туку ќе разговара само со Борел, а тоа со Борел можело да разговараат и преку телефон, нели? Од друга страна и Курти разговарал со Борел, се договорија да продолжат некако да ги надминат несогласувањата, но и натаму остануваат главните барања. Српската страна бара повлекување на косовската специјална полиција, ослободување на уапсените срби кои според Белград се неоправдано уапсени и формирање на заедница на српски општини, па воредни избори општински, а Косово бара ослободување на трите полицајци и бара да не му се мешаат во борбата против, како што тој вели, криминалот и дека сите овие уапсени лица, случајно Срби, но се дел од криминални банди кои имаат за задача да прават криминал, но и да ја дестабилизираат Косово. И тука останаа на закупани. Да, има најави дека може да се слободат како чин на добра волја едните. Па да, меѓутоа и Рама. Тој рече дека е подготвен на одредени отстапки, но не на целосни отстапки за она што го бара Белград, односно што од друга страна Белград на некој начин вели дека е главен услов. Ке видиме, ми се чини дека ова борба за внатрешно политички поени, бидејќи на крајот на денот знаеш како ќе дојде меѓународната заедница подсврсто, сега за сега многу е толерантна и тоа и мене ме чуди дури. Јас вчера беше во Косово и Ричард Гренал, поранешниот пратеник на тогашната американска администрација на Доналд Трамп, кој во негово време, кога беше Трамп, малце поинаку гледаа на состојбите во Косово и особено не ги осудуваа толку многу српската страна, како што тоа обично го прави американската администрација. Тој вели дека го обвинува Бајден, нормално и знаеш, кога ќе ги видиш тие работи, тоа е еден проблем, косовскиот проблем и овие актериве кои треба го решаваат некако имаат внатре партиски пресметки. Ќе видиме што ќе се случува. Има една опција дека заедницата на српски општини сепак ќе се формира во наредните 2 недели и дека Курти за тоа уопште нема да биде прашан, тоа е една од шпекулациите. Иако тој рече дека се сложува да има нови избори, дека тоа е... Да, но овие бараат прво, знаеш, друго е да направиш ти нови избори па да формираш заедница на српски општини. Прво сакаат да ја формираат, па тогаш да има избори, бидејќи нели гласачкото тело ќе биде поинако. Второ, Курти се уште не ќе да ги тргне градоначалниците кои се ставени во овие згради каде што трајат преговори, трајат протестите, бидејќи меѓународната заедница експлицитно побара од владата на Курти да ги дислоцира тие градоначалници за да не прават дополнителна тензија, меѓутоа тој дали вешто калкулира, дали му е тоа опција за утре на преговарачка маса да го даде како нешто што многу не му значи, не знам, ќе видиме. Во секој случај Косово и самиот извештај на Стейт Департментот завчера дека Балканот се уште представува безбедносна закана за Соединетите Американски, сето тоа ми укажува дека има голем потенцијал за конфликт и за отворање на втора точка во Европа како фронт за војна од некои центри, неким да кажам кои бидејќи не знам, но има потенцијал да прерасне во нешто поголемо и изминатите 2 недели се покажа дека има. Сега е валце намалување, ми се чини дека одењето на европскиот пратеник на Косово Лајчак во Вашингтон на консултации со американските партнери, веројатно нешто се договориле за да има пожесток притисок врз двете страни, бидејќи овие како што тргнале двете страни одат кон замрзнување на косовскиот конфликт, што никако не му одговара на никој на западот да се па и на Балканот, место да се реши проблемот, повторно да се замрзне. Добро, без разлика на политичкиве прилики, забраната за влез на српски
камиони Тој стои. рече дека сега е Колку дозволено 1700 камиони Да, чекаат на граница дозволено и е- велат дека може да влезат само преку Македонија. Дали е точно? Не може да влезат на косовска територија се Не, уште. мора да влезат преку Македонија во Косово, као. Па не знам, Тоа е знам кој дека комплицира се уште целата економска ситуација, да. Трае забраната и дека владата на Курти дозволи да влегуваат други камиони со други регистарски. Се уште значи нема попуштање тука, од друга страна по овие камиони го протестираат, го блокираат приодот кон косовскиот граничен премин, така да сите губат затоа што па преку Србија доста косовски камиони идат на Косово и носат роба. Така да мислам дека ова е една според мене вештачка тензија која сите губат заради некакво добивање на некакви политички поени. Се надевам и очекувам у наредниот период таа да се реши, бидејќи меѓународната заедница не сме да дозволи ова да оди понатаму, бидејќи понатаму одење може да дое до сериозен конфликт. Добро се префрлиме на Украина, таму ситуацијата е статус кво, без Па- разлика што еднаш има офанзива. Има контраофанзива. Украинците што направија? Направија контраофанзива и направија на неколку пати гаѓаа кон и околу Москва како психолошки ефект дека види ние можеме и до Москва да стигнеме. Но тоа престана случај. Имаше напади на дронови изминативе 2 дена и утринава имаше во близина на поднос околу Москва како обид на украинците да ја тргнат она лежерноста на московјаните и да почувствуваат и тие дека Русија е во војна, бидејќи ако приметуваш година и кусур во Русија не се осети таа воена психоза, зборувам за Москва, Санкт Петербург и останатите градови, зборам поголеми. Од друга страна, русите велат дека ги спречуваат и дека ја невозможуваат украинската контраофанзива, проценуваат дека тие немаат сила да тргнат, тие тргнаа на кај Крим, тоа е вистина во тие некои правци, но за сега не успеват, не знаеме што се случува, повторно ќе кажам. Сега се оди на варијанта Зеленски, гледам дека се обидува да прикаже во јавноста дека можеби русите прават нешто со Запорожје, бидејќи тие држат таа нуклеарна централа и дека сакаат да направат еколошка катастрофа, доколку пошто гледаат дека ја губат војната како што вели тој. За сега нема информации што е и како е, но војната таму продолжува и не можеме да одвоиме ништо по-прецизно. Вчерашната вест само дека шефот на Вагнер излезе во јавноста критикувајќи го повторно рускиот генералштаб дека Русија губи територија, тоа никој не му е гајле во Москва. Тој така го каже, на што рускиот генералштаб го демонтираше. Значи се случи и таму една внатрешна политичка војна, каде што Пригожин, кој сакаше преку Вагнер групата и војувањето во Бахмут да освои одредени политички позиции во Кремљ, очигледно полека го тргаат на овој или на овој начин. Модоновиќ, во време на војна, бидејќи таму се води војната очигледно на одредени делови од фронтот, иако има и повремени напади на главните градови, на Киев и на други градови. Тоа не само на Киев, го гаѓа и Лавовија, тоа го коментира вчера, дури на крајниот таму запад на Украина, кој никад не бил руски, нема да биде. Значи, тоа е само една рушење на една лежерност и правење на војна психоза. Сакам да прашам, бидејќи најчесто извештаите се воени, тоа се репорти за развој на војната. Имаме ли негде како да прочитав во некои од странските медиуми обиди додека траат овие офанзиви, контраофанзиви, кога има мали периоди на застој, да се реконструира нешто од изрушеното? Има ли шанси за враќање на голем број иселени украинци? Дали тие дел од нив се врати или не? Имаше извештаи дека во Мариуполј, градот кој пред година дена беше целосно урнат, русите почнале да ја прават, тоа е сега руски град, нели? Ја прават инфраструктурата, дека се прават, освен Азовстал, фабриката која беше позната по тоа дека беше цел на напади каде што се криеа украинските војници. Се друго почнало да се реконструира и полека, наводно, зборувам, тоа се руски извештаи, луѓето полека се враќаат да живеат таму. Од украинскиот дел и од украинска страна такви извештаи јас не сум забележал и не сум регистрирал, но тоа не значи дека можеби нема. Но јас лично не верувам дека во воена околност
веројатност ќе се врати некое семејство. Кој ќе се врати? Веројатно ќе се чека тоа се да заврши, да се види што е и како е. Сега во околината на Херсон долу, на југ, каде што беше таа, имаше големи битки, каде што беше сега поплавата од реката Днепар со уривањето на браната, дел од населението се евакуираше, но откако се повлече водата, тие се вратија. Сега дали тоа можеш да го сметам као одговор на твоето прашање, дали ти избегале ради војната или ради поплавата? Значи тие што можат се евакуираат. Тие што не мора не се враќаат. Тие што мора остануваат и тие што мора се враќаат во деловите каде што биле се евакуирале поради напливот на војната. Да, нешто и замина, а други не знам дали постои можност дали им дозволуваат да заминат сега веќе тоа. Не знам, во првите денови бран на бегалски. Во Украина во првите денови на војната имаше големо, нели, раселување на луѓето, особено од Киев, ако се сеќаваш на слика, и некако знаеш се извинам, и Украина уште еднаш покажува дека освен големите градови кои се покажуваат, малите не се покажуваат. А ние знаеме од искуство дека неголемите злосторства во сите војни и неголемите жртви се случуваат во тие мали населени места таму и од Втора светска војна во оние партизански филмови што сме ги гледале до војната во Босна, кај нас, секогаш повеќе страдале луѓето во тие мали градчиња, села и населени места каде што никој не ги гледа, одошто во главниот град. Ти во главниот град не си ни имал ни германска окупација дури во Втората светска војна. Па аналогно на тоа сакам да кажам дека извештаите секогаш се однесуваат на некои од големите градови, ама ние не знаеме како живеат оние обични луѓе во тие населени места и селца, некаде што не ги знаеме ни по име градовите. Да, една од вестите која што денови ја преокупираше светската јавност и македонската беше малата истражувачка подморница и туристичка подморница која што на крај заврши трагично. Да, вчера и официјално ја потврдија веста од компанијата Ocean Gate чија беше таа подморница, како и од Американската обалска стража, Американската морнарица, сите оние што беа вклучени во потрагата, дека први се знаеше веднаш дека откако истекоа сите резерви на кислород, дека мала е веројатноста дека воопшто се живи, односно нема веројатност да се живи, но излегува и официјално синоќа во 22 часот по наше време, имаше во живо објава дека и официјално тие се починати и она што беше како една од опциите, не е пронајдена подморницата, бидејќи таа изгледа уште во моментот од пред 3 дена доживеала имплозија, внатрешна експлозија и нема ништо од неа. И потоа излезе Американската обалска стража, што малку мене ми е, да кажем, ај не би го коментирал, иако го коментирав изминативе денови, значи тие сепак нашла некои остатоци од подморницата уште пред 3 дена, но очигледно не сакале да ја објават оваа вест, чекајќи да помине тајмингот со кислородот, за полесно да можат сето тоа да го пласираат во јавноста. Заврши трагично на 4000 метри, односно на 3800 метри, 500 метри подалеку од местото каде што се наоѓаат остатоците од Титаник. Значи, опцијата што ја зборувавме изминативе денови во студиото, ако на човештвото му требаше 70 години, значи потонат Титаник 1912, а открие на 85-та, му требаше 70 години толкав брод да најде остатоци во огромниот Атлантски океан, мала беше веројатноста една подморница од 6,5 метри толку лесно да ја најдат, бидејќи тоа е огромна водена маса, огромен простор, велат дека колку половина Босна и Херцеговина во територија под вода, каде што е расфрлен Титаник, и сега замисли тие го барале таму, а 500 метри подалеку од олупините на Титаник е најверојатно таму најдено некој парче од оваа подморница, така да беше тешко да се најде 3800 метри под вода, голем притисок, многу тешко може било кој да се симне доле, беа пуштени дронови, подводни роботи, но робот е робот, што може тој да најде? Така, добро се случуваат работи, бидејќи не е прв пат на оваа подморница да... Па седми пати. Седми пат е, но ајде, сценаристот на легендарниот цртан филм Симпсонови, кој го гледал, знае за што зборувам, тој пловел, исто така си платил $250,000 пред 2 години, и сакал да ги види остатоците, бил во таа туристичка мисија и сега после 2 години се одважува да каже дека тогаш му паднало чудно дека подпишал 10 документи дека оди во смрт. Значи,
дека и втора работа дека му било сомнително како сето тоа се движело, не било сигурно и така да, тоа се сега неговите зборови. Јас многу не сакам да влегам во тие шпекулации, велам она што сум го прочитал, но факт е дека има една работа која Малкумина ја пишува, а сега почнуваат, а тоа е дека таа подморница немала некаков меѓународен подводен сертификат кој се издава значи сертификатите подводни се поради сигурноста, претпоставам, имале нешто, но нешто немале. Затоа велам неким да влегувам во таа дебата и сега тоа полека почнува да се вади дека оваа подморница сепак не била толку многу легално сертифицирана и дека повише била експеримент. Сега овие луѓе платиле по 250.000 евра да одат во, како што велат, си подпишале сами, си платиле на некој начин да одат во смрт. Сега се поставува прашањето дали семејствата може да го тужат, да ја тужат компанијата. Радиосигурувањето се вели дека не можат, бидејќи у тие 10 документи кај што подпишувале. Секаква безбедност. Но, знаеш, чудна е љубопитноста на човекот. Значи, имаш доволно пари, знаеш дека влегуваш во небезбеден ризик и повторно прифаќаш да бидеш дел од тоа. Тоа не се наивни луѓе кои што биле таму. Не, наивни не се никако. Милиардери, богаташи. Да би рекол дека тие милиардери очигледно веќе све пробале у живот и сега почнуваат да бидат нереални. Сега мојата критика, јас не можам да влезам во нивниот начин на размислување, но се оди во вселената, се оди во длабочините, тоа е во ред, но сепак околу случајот, околу Ocean Gate и оваа подморница, многу работи излегува на виделина, ако се точно се разбира, пошто тоа се из медиумски извештаи, а тоа е дека, например, во понеделникот кога опремата требало да тргне за спасување од американски аеродром, цел ден не можела да полета, бидејќи човекот што треба да го подпише, да го одобри полетувањето, бил дента слободен. И сега тоа се изгубени многу часови. Од друга страна ми останува енигма се уште кога заронила подморницата, ја изгубила врската. Експертите велат дека под вода радиобранови не можат да одат, значи не можеле да се слушаат, туку некако другчие комуницирале. Зашто им требало толку време да алармираат? Зашто им требало толку време да прават спасувачка мисија? Останува енигма, барем според мене. И според многумина, едно е сигурно, луѓето настрада, дали е техничка работа, дали е човечка грешка, не знам, дали се заглавиле, дали имплозијата дошла како резултат на некое мало оштетување, бидејќи велат на 3008 метри длабочина, едно мало гребнатинка да има на трупот на подморницата, таа ќе се смачка од таа тежина. Значи, многу извештаи, многу анализи читав и слушав од експерти, едно е сигурно, уште во почетокот беше јасно дека оваа спасувачка мисија за овие луѓе нема да заврши позитивно, па така синојка и официјално тоа го потврдија, како велат, за памет за понатаму, да видиме, бидејќи и по оваа трагедија ќе продолжа таков тип на истражувања, туризам, имаме и во вселената, нели го спомнав пред малку, но едно е сигурно, океаните се многу помалку очигледно истражени од месечината, така барем велат. Се на се, жалосно, се загубија 5 животи, од кои тројца се го платија тоа. Има уште нешто од светот, да. Па морам да кажам уште една трагедија во контекст на она што се случуваше во Соединетите Американски држави подолго време, а се случи за жал и во регионот, повторно убиство, повторно со оружје, едно невообичаено убиство во Охајо, имено завчера или вчера според пишувањето на медиумите, 2-годишно дете играјќи се со пиштол. Како дошол пиштолот, се уште се истражува во него раце, ја застрелила својата бремена мајка, која во тој миг била во кујна, тој некако дошол до пиштолот, играјќи се, ја застрелила и починало и мајката и плодот, односно бебето кое требало да се... Што е уште еден доказ за опасноста од близината на оружјето. Оружјето, полицијата утврдила дека пиштолот и оружјето биле добро чувани според стандардите, но случајно се наоѓало во спалната соба, каде што детето немало допир да влезе, имало електронско влегување и излегување, но во тој момент мајката го заборавила вратата, тој дошол, го видел пиштолот во фиока, наводно зборувам како што велат американските медиуми, полицијата, се играл, го вртел пиштолот и у тој миг валјда го свртел случајно, у мигот кога мајката била тука е застрелена на лице. Благодарам за информациите од Благодарам и на светот. Одиме понатаму.